Македонија се подготвува за дата центри, најави министерот за транспорт и врски Александар Николовски и истакна дека во завршната фаза се законските измени што треба да ја овозможат изградбата. Иницијативата Зелен хуман град е со став дека во Македонија не смее да има дата центри, истакнувајќи дека станува збор за еколошки разорни инвестиции, што трошат огромни количини струја и вода, го загадуваат воздухот, отвораат малку работни места и представуваат економски екстрактивизам, во кој профитот оди кај странските компании, а трошоците остануваат за државата. Ништо од историската пресуда. Наместо во затвор, убиецот на куќето Феликс ке плати само парична казна. Иако основниот кривичен суд преку судијката Лидија Петровска пред 10 месеци го осуди Љубе Крстевски на затворска казна од 3 месеци за убиството на куќето Феликс, кое почина на 7 јануари 2025 година од последици на нанесените повреди, апелација му ја преиначила казната во парична. Еве ги најновите случувања од Македонија и светот. За 6 години само за камати треба да се вратат 2,7 милиарди евра. Пред пратениците во собранието се најде фискалната стратегија за периодот од 2027 до 2031 година, а опозицијата не ја поддржува, бидејќи вели дека државата со документи ја легализира фискалната недисциплина. Повеќе детали во темата на Весна Дамчевска. Премиерот Христијан Мицкоски денеска на Охридскиот аеродром го пречака својот хрватски колега Андреј Пленковиќ, кој е во официјална посета на Македонија. Оваа средба представува потврда за добрите односи и пријателството помеѓу Македонија и Хрватска, вели премиерот. Владиците на Македонската православна црква Охридска архиепископија пристигнаа на денешната синодска седница. Како што дознава Слободен печат, една од точките на дневниот ред е доделувањето помош за епархиите на тројцата епископи од поранешната православна Охридска архиепископија. Седницата сепак се очекува да биде тензична и поради најавата на митрополитот Преспанско-Пелагонески господин Петар, кој гостува во последното издание на Попка со Мартин Богатиновски. Базенот Карпош наскоро оди на ремонт. Се бараат алтернативи за пливачите кои пак ќе останат на суво. Повеќе детали во текстот на колегата Филип Николов. Новиот буџет ја отвори најдлабоката поделба во Европската Унија. Во суштина, битката не е само за пари, туку и за тоа каква Европа ќе постои во иднина и кои приоритети ќе доминираат, пишува во најновата анализа нашиот дописник од Виена Зоран Русмир. 15 повредени во Белград откако трамвај излета од шините и се заби во зграда. Од синдикатот на градското сообраќајно предпријатие Центар велат дека трамвајот е стар 40 години, а неговиот работен век е 30. Милиони верници го започнаа джилокот во Мека, ке се молат за мир на Блискиот Исток. САД извршија нови напади врз Иран, а Техеран се заканува со построг одговор. Портпаролот на иранските вооружени сили предупреди дека секоја нова агресија против Иран ќе биде дочекана со многу построг одговор, што ќе се прошири и надвор од регионот. Израел започна нов бран напади низ Либан. Хезболах возврати со дронови и со ракети. Двајца ученици и двајца возрастни луѓе загинаа денеска при судир меѓу воз и училишен минибус во Бугенхуд во Белгија. Минибусот превезувал 7 деца, возач и придружник во моментот на судирот. За крај погледнете ја оваа храбра срна, овековечена во Националниот парк Пелистер. Наместо да побегне, мајката намерно останала видлива и покажала храброст, со цел да го привлече вниманието врз себе. Белата од паркот ја објаснуваат дека кога срната го напушта местото, не станува збор за бегство, туку начин наблюдувачот да тргне по неа и да се оддалечи од младенчињата. Колку е навистина голема храброста на една мајка. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.